Добар ден, вести во 18 часот. На почеток преглед на насловите од денеска. Хорор во Кичевско Другово. Ротвајлери нападнале мајка со 2 деца. Едното завршило со телесни повреди. Кога почна кучево да го влече малово од година и полу бекатонки, другото куче почна напред да трче. Дали политиката и пресудува на правдата? Зошто нема разрешница за актуелни случаи? Партиите меѓусебно се прозиваат за правдата. Речи си истовремено. Вашингтон со поинаков ангажман во регионот. ЕУ преку Мерц заговара постепена интеграција. Мерц најавува поголем интерес на Германија да се постави како некој лидер на Европската Унија. Ке стане ли Калето повторно атрактивна локација за туристите? По децениска негрижа ке се отворат 2 нови музеа. I think it's in a nice condition. I think there's a few things that's in ruins. Yeah, no, it's beautiful. It's really beautiful. Дали високо профилирани случаи главно со корупција намерно се одолговлекуваат или затвораат заради политички и други влијанија? Груби, Груевски и случајот Мазут деновиве се меѓу најекспонираните во партиските реакции. Дали правдата се изигрува? Детали има Михајло Видемлиски. Додека коалицијскиот партнер во власта бара одговори за истрагата против поранешниот вице-премиер Артан Груби, од опозицијата прашуваат докаде е постапувањето на институциите со екстрадицијата на поранешниот премиер Никола Груевски. Од Влем порачуваат дека случајот Груби не смее да заврши во фиок и да се повтори во, како што велат, нов пазар на политичкото подземје. Случајот со Артан Груби се одолговлекува додека граѓаните чекаат одговор. Човекот кој со години беше живата архива на ДУИ, човекот што знае каде се подписите, договорите, пазарите и аферите на старата власт, се уште не се соочува со институционален епилог. Затоа прашањето што само по себе се наметнува е кој го одолговлекува овој случај, кој има интерес Артан Груби да молчи, кој се плаши од тоа што може да открие архивата на ДУИ. Во овој случај не може да се заобиколи ниту името на Ислам Абази. Нови детали за обвинителската истрага против поранешниот вице-премиер Груби нема. Тој е осомничен во предметот државна лотарија, а пред 3 месеци се појави на граничниот премин Блаце по повеќе од 1 година бегство. Од тогаш е во домашен притвор и во неколку наврати со неговиот адвокат вршеше увид во доказите на обвинителството, но се уште, како што пред неколку дена рече државниот обвинител Ненад Савески, не е сослушан како осомничен. Од опозицијската СДСМ пак прашуваа дали е испратена документацијата за екстрадиција на поранешниот премиер Никола Груевски, за којот правда неодамна информира дека се преземаат сите потребни чекори за комплетирање на документацијата и дека постапките се водат низ институционален процес и во соработка со надлежните органи на Унгарија, без влијание на политички изјави или квалификации. Поминаа 2 недели откако Петер Маѓар е веќе нов премиер на Унгарија. Што се случува со документите? Кога ќе бидат испратени? Повеќе од 1 месец молки и избегнување одговори. Јавноста конечно заслужува да дознае дали Христијан Мицкоски и Игор Филков ги испратија документите за екстрадиција на Никола Груевски, велат од партијата. Уште еден случај кој периодов предизвика жестоки реакции во јавносно и политички препукувања е затворената истрага за Мазутот за ТЕЦ Неготино. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција случајот го затвори со образложение дека не била утврдена штета, а СМ пак тврди дека предметната обвинителка Катерина Коларевиќ погрешно ги утврдила фактите врз основа на искази на нерелевантни лица. Говорејќи во контекст на борбата против корупцијата, премиерот Христијан Мицкоски вчера од Охрид упати остри критики за бавноста на правосудниот систем и порача дека неговото трпение е при крај. Денес тие се најгласните критичари на власта и пресоблечени измамници кои се најзагрижени за тоа дека немало правда. Ним и оној дел од обвинителството кој се почесто смислува и изговори, им велам дека трпението е при крај и дека мора да стигне правдата. Без оглед на тоа какви изговори слушам, трпението е при крај и внимателно ја следиме вашата работа. Инаку по приговорот на АДСМ, предметот за Мазутот е доставен до Висшето јавно обвинителство Скопје, кое ќе треба да пресече дали дефинитивно ќе го затвори случајот.
Речиси истовремено, Вашингтон со поинаков ангажман во регионот. ЕУ преку Мерц заговара постепена интеграција. Мерц најавува поголем интерес на Германија да се постави како некој лидер на Европската Унија. За влакно избегната голема трагедија во Кичевско. Вистински хорор доживеала мајка со 2 деца, додека за време на прошетка со нив биле нападнати од 2 агресивни ротвајлера. 1,5-годишно дете завршило со телесни повреди. Едно од кучињата го нападнало, а другото го влечело по тротоар. Од ужасот сите доживеале вистинска траума. Случајот сега е во рацете на обвинителството. Детали има Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Мајка со 2 деца на возраст од 1,5 и 5 години од Кичевско одвај се спасиле од напад на ротвајлери. Повредите по лицето на детето сведочат за хоророт што го доживеале во Кичевско другово. Мајката со своите деца излегла на прошетка, кога 2 големи кучиња ротвајлери прво почнале да лаат, а потоа ја нападнале мајката и децата. Жената во раце кренала едно од децата, а со другата рака го штитела другото дете. Хоророт започнал кога кучето силно го повлекло детето и тоа паднало на бекатонот. И кучето почнало да го влече по улицата. Едното ми го фати за тренјеше за раче, ми го спушти на бекатонки. Јас во тој момент го зедов во раце. И другото куче што сакаше да го фати девојчето, ми се крена на 2 нозе. Кога почна кучево да го влече малово од 1,5 бекатонки, другото куче почна напред да трча. Кога јас се свртев дека девојчево ми е безбедно, почнав да трчам буквално по кучево. Јас гледав како детево ми го влече, ми се врти. И во тој момент детево буквално влезе под хауба, се потпре со стомачето на предното тркало од колата. Двете нозе под хауба, рачињата од страна на кај возачот што вози. Ја во тој момент се спуштив до под кола, детето го извлеков. Мајката избегала во дворот на соседи, а кучињата трчале по неа. Соседите одма ги однеле на лекар, каде било пријавено и во полиција. Таа го видела собственикот, тој ги видел и им рекол да не се прават драми, на децата ништо не име. Јас го видов господинот што ги чува кучињата и го прашав дали сте едноставно нормални вие што ако не сте способни да чувате кучиња, како можете да дозволите? И тој го погледна детево и ми рече не прави толку голема драма, на детево немој ништо. И тој само излезе и ми рече колку пари бараш. Немој да ме тужиш, кажи пари колку сакаш. И јас реков дека ќе се видиме на суд. Од МВР го потврдија инцидентот. Во извештајот на МВР се вели дека жената и децата биле нападнати од ротвајлери и се здобиле со повреди. За случајот е известен јавен обвинител и се преземаат мерки за расчистување на истиот. Семејството бара одговорност и од институциите да го решат проблемот не само со групата на улични кучиња, туку и со несовесните граѓани на кучиња кои ги пуштаат да талкаат по улиците. Власта и опозицијата и денеска разменија меѓусебни обвинувања. Власта ја прозива опозицијската партија дека врвот на СДСМ соработувал со Бугарија. СДСМ пак обвинува дека власта не ги исполнила дадените ветувања за економијата. Ништо од тоа што ветуваше Мицкоски не исполни. Буквално ги излажа граѓаните. Има една работа што не ја вети, ама сериозно ја прави од месец во месец. Го зголеми долгот на граѓаните и на идните генерации. За само 2 години Мицкоски создаде нов долг од 2,5 милиарди евра. И денеска долгот е историски најголем. 11 милиарди евра. Нов долг на грбот на народот. Специјалниот пратеник на Румен Радев, Венко Филипче, преку Рубин Земон во директна соработка со Виктор Стојанов, кој е персона нон грата во Македонија, поради неговите антимакедонски ставови. Филипче е соработник со Виктор Стојанов, кој се залага за промоција на бугарскиот идентитет, историја и култура во Македонија. Неговите јавни настапи се насочени кон негирање на македонскиот јазик и националната посебност, промовирајќи ја тезата дека македонците и бугарите се еден ист народ.
На гинекологија во Скопје вчера била донесена малолетничка со породилни болки. Приведена е мајката на девојчето, а со таткото бил извршен службен разговор, пошто бил известен и јавен обвинител. Надлежните почнале истрага за околностите под кои што дошло до случајот, а се прибират информации и докази за да се утврдат сите детали. За сега нема повеќе информации околу состојбата на малолетничката, ниту пак за можни инволвирани лица. Реакцијата на полицијата почнала по пријава на универзитетската клиника, каде што девојчето било донесено да се породи. Скопското кале ќе стане попривлечно за туристите. Наскоро се очекува да профункционираат Музеот на преисторијата и Музеот на отоманското наследство со над 5800 артефакти. Јорданчо Цветановски. Два нови музеја се очекува да го разубават Скопското кале и да донесат повеќе туристи ова лето. Станува збор за музеите на преисторија и отоманското наследство, врз кои не се работело подолго време. Во Музеот на преисторијата и Музеот на отоманското наследство се очекува да бидат поставени над 5800 артефакти кои треба да го заживеат калето по години запуштеност. Од Управата за заштита на културното наследство уверуваат дека музеите ќе бидат отворени за јавноста за најдоцна 2 месеца, а артефактите кои ќе бидат изложени во нив со години биле во лоша состојба, па ќе мора да поминат процес на реконзервација. Станува збор за музеи кои што за жал изминатите 7 години беа оставени на завод на времето, поточно од 2017 година па до 2026 година. Во самите музеи се предвидува да бидат изложени предмети кои што се дел од капиталните археолошки истражувања горе на Кале, кои што беа од 2008, 2009, 2011, 2012 година. Тука ќе бидат поместени артефакти кои што датираат од раниот енеолит преку бронзеното време. Во османлискиот период ќе бидат сместени предмети кои што потекнуваат од османлискиот период. Дел од туристите кои ги сретнавме се задоволни од состојбата во која се наоѓа тврдината. Сепак некои од нив сметаат дека државата треба многу повеќе да се посвети на ваквите значајни историски објекти. To be honest, this is not a good condition for now. In Turkey, like these places, I mean the castles and the historical places, we spend too much money on the maintenance expenses. But I see here, this is little forgotten place. Yeah, no, it's beautiful. It's really beautiful. It's your first time here? First time to Skopje. I think it's in a nice condition. I think there's a few things that's in ruins that could be maybe done back up. As I see, every historical part needs maintenance. And maintenance means doing a lot of things that it might be costly. But for having a kind of a tourist attraction in a city, the city council and the government should repair them, should take consideration. Градоначалникот Ѓорѓиевски во неколку наврати посочи дека калето ќе доживее целосна трансформација и дека се планира до 2028 година, кога Скопје ќе биде европски град на културата, на просторот на тврдината да има постојано културни настани и да заживее една од летните сцени. По променливото време изминатиот викенд, неделава не очекува стабилизација, но и повисоки температури. Продолжениот празничен викенд, дел од граѓаните го искористија и за прошетка и рекреација во паркот во Саре. Таму беше Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Иако календарот вели поинаку, високите температури во главниот град веќе ја најавуваат и летната сезона. Дополнително, неработниот ден и продолжениот викенд беа совршен повод граѓаните масовно да побегнат од градските гужви. Таква беше и гледката, која ја затекнавме во паркот Цареј, каде имаше бројни посетители кои бараат дебела сенка и простор за рекреација. Оние кои сакаат да ги принесат своите впечатоци, изјавија дека рекреативниот центар Сарај го бираат секогаш кога немаат план да го напуштат градот, а истовремено да најдат простор кој е подалеку од градскиот метеж. Се релаксираме во природа, пиеме најчесто во парк, ги шетаме нашите дечиња, им купуваме најчесто ладни напитоци, сокчиња и така и сладоледи сега веќе драстично се постопли, така да уживаме. Има ли Скопје многу што доволно да понуди?
Не сум баш сигурна. Се разладуваме. Дали има доволно содржини во Скопје каде да се прошета? Па има, ево во Ѓорче, Сарај овде идеме и низ Ѓорче 2 паркови. Помладите пак, кои ги пополнија спортските игралишта, велат дека сонцето е пресилно за седење во кафулиња. Најубавата слика во паркот дефинитивно ја создадоа најмалите, кои безгрижно си играа на тревниците и возеа велосипеди. Има игралишта и таму си играме исто, понекогаш се скаруваме, а понекогаш не. Што си играш најмногу со другарите? Брканица. Ние играме брканица. Точак си возам. Што си играте најмногу со другарите? Сите игри. Метеоролошките прогнози најавуваат дека високите температури ќе продолжат и до крајот на неделата, иако не е исклучена и кратка дестабилизација на времето. До крајот на оваа седмица ќе се задржи предпладне променливо облачно време со сончеви периоди, а во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, кој наместа ќе достигнува брзина од 40 км на час. Во четврток на повеќе места ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите во четврток ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен порен дожд, електрични празнења, силен ветер над 60 км на час и услови за појава на град. Без разлика дали ќе изберете да го посетите паркот во Сарај или ќе се разладувате на Матка, Водно или во градскиот парк, оставете зад себе чиста и пристојна средина, каква што денеска можеше да се види токму во Сарај. Толку во ова издание, гледајте ги вечерните вести 20:45. Пријатно.